Финансиската моќ и независност на општините се клучни за нивниот развој со динамика која е неопходна, потенцираше денеска министерот за локална самоуправа Златко Перински при посетата на општините Свети Николи и Чешиново Облешево. За ова, владата изготвила 3 столба на приоритети. Првиот, а тоа е оној прв и втори јавен повик преку кој што интервентно обезбедивме приближно 20 милиарди денари во дел на финансиска помош и поддршка за реализација на капитална инфраструктура. Вториот столб на кој што сега работиме е во делот на ажурирање на базите на даночни обврзници на општините за обезбедување на поголема финансиска независност на самите локални самоуправи. И третиот момент третиот столб кој што го работиме тековно е преку ресурсниот центар во делот на обезбедување на експертиза, на експертска помош на поготово на општинската администрација во делот на надминување на секојдневните предизвици. Градоначалниците Дејан Владев и Јорданчо Костадинов ја потенцираа важноста од соработката со Министерството. Огромна помош за спроведување на бројни проекти во интерес на граѓаните на општина Свети Николе. Во првиот и вториот повик од унгарскиот кредит, Свети Николе имаше 23 проекти кои што беа аплицирани и сите беа одобрени од страна на ресорните министерства. Тоа значи дека во овој период од првиот повик ни се реализирани сите проекти, додека од вториот повик остануваат уште 1/3, која што верувам дека ќе биде завршена до крајот на есента. Во досегашната соработка со Министерството реализиравме 2 клучни проекти: асфалтирање на улици во висина од околу 2,5 милиони денари во населено место Соколарци. Исто така изработивме и проектна документација за патниот правец Облешево-Спанчево, кој што е во вредност околу 900.000. Во таа насока ќе се движиме и понатаму во иднина, ќе соработуваме со Министерството во делот на тоа што тие го нудат како можност за соработка и помош за развој на општините во Република Македонија. Општина Свети Николи има јасна развојна тенденција. Оно што го слушнав навистина ме импонира. Повеќе од 18 проекти од првиот и вториот јавен повик, од вкупно 23 се веќе завршени, што значи дека имплементацијата е многу соодветна. Дополнително би сакал да дадам и уште една пофалба во делот на колектирање на сопствените извори на финансирање. Имено Свети Николе е една од првите општини кои што ги ажурираше базите на даночни обврзници. Проект кој што ние го работиме тековно преку ресурсниот центар за сите останати општини во Република Македонија, за да ја овозможиме она финансиска независност од страна на централниот буџет, и тоа е навистина уште еден и успешен пример и му честитам на градоначалникот. Без оглед на честитките, Свети Николе будно ги следи сите повици и огласи од Министерството. За сега, од последните огласи кои што излегоа од локална самоуправа, ние аплициравме со 2 проекти, од кои што е еден воспоставување на фотоволтаици на сите локални институции во општина Свети Николе и реконструкција на една улица во нашиот град. Од понеделник во сила стапува механизмот за меѓуопштинска соработка, од кога и општините можат да сметаат на потребните експерти кои преку ресурсниот центар на Министерството им се ставаат на располагање во сите сфери.